Емитуваме саботно издание на регионалните вести. Рестрикциите во водоснабдувањето во Тетово продолжуваат. Најкритична е состојбата во стариот дел од градот, каде од чешмите вода протекува само 2 часа во денот. Поради намалена издашност на шарските извори, тетовци се соочуваат со рестрикции во водоснабдувањето во текот на целиот ден. Најкритична е состојбата во стариот дел на градот, каде од чешмите вода протекува само 2 часа во вечерните часови. Живеат по зграде и по куќи вода нема. А ако Тетово може да оснабди цела Европа, нажалост во Тетово тешко за вода. Вода никак. Чекамо по 4 сата, 5 да дојде вода па да се средимо. Дел од граѓаните се револтирани што мораат водата која воопшто ја нема да ја плаќаат паушал, за да се регулира прецизно наплатата. Бараат од комуналното предпријатие да им ги замени старите нисправни водомери со нови. За водомери треба секој да има водомери, то да се гледа колку трошиш, не паушално да ти дојде да ти опнат. Си трошил, не си трошил, ти дават една илјадарка тамо, па чеши се у глава. Од јавното комунално предпријатие Тетово вела дека во наредните 10 дена ќе се подобри состојбата со водоснабдувањето. Со топењето на снегот ќе се наполнат чарските извори, со количина на вода доволно да го снабди целиот град. Отаму додаваа дека до 2016 година сите семејства ќе добијат нови водомери. Истовремено според предпријатието ќе се реконструира и старата градска водоводна мрежа со цел да се намалат дефектите во водоснабдителниот систем, кои дополнително ја влошуваат состојбата со недостигот од вода. Ако значи дека сме имали над 1000 дефекти годишно, значи дека во 2015 мислам дека ќе имаме 50% дефекти помалку од минатите години. Сите досегашни локални власти пред да стапат на функција, дадоа безброј ветување дека целосно ќе го решат проблемот со водоснабдувањето со изградбата на новиот водовод, кој во градот треба да донесе дополнителни 200 литри вода во секунда. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Еколошката кампања Зелена пролет на општина Тетово започна да се спроведува и годинава. Денес беа раззелените површините на кеот на реката Пена. Вработените во јавното комунално предпријатие во Тетово од утрово со соодветна механизација започнаа со порамнување на јавните површини на кеот на реката Пена и нивно раззеленување. При тоа беа засадени дрвца долж кеот. Работните зафати одблизу ги следеше градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Овој дел денеска се работи, се средува, значи и мислиме дека ќе добиеме една нова обработена и средена зелена површина. Значи се работи со една добра динамика. Во принцип, логиката која ние ја следиме е да имаме што повеќе зелени површини, кои ние сметаме дека се многу битни и значајни за квалитетот на животот во градот, и исто така ги повикуваме сите граѓани, значи да не подржуваат во овие напори, и исто така да покажуваат и своја активност и своја иницијативност, затоа што доколку, например, жители од еден блок веќе покажуваат иницијатива, да кажеме, за некоја зелена површина, ние со нашите капацитети и на ЈКП, значи би го тоа заедно со нив направиле. Многу е битно, значи да оваа динамика да продолжи. Ние сме апсолутно одлучни ова да продолжи, затоа што мислиме дека е значајно да граѓаните станат што повеќе свесни и совесни за површините, зелените површини и за зачување на природата. Во 2014 ние сме направили паркот на улицата 159, Речица, кај стадиумот, центар на град. Денеска за 2015, ово само печеток на ограде на паркови зелени. Ние сме планирали да знаат дека секој втор недела да имам промовен на новите парки, втора недела е промовен на паркот, кај Корнерот се вика
Така, ресторантот знае се дека во Илинденска, во Рстеницата, и продолжиме, знае се дека секој втор недела да промовираме се. Активностите за раззеленување на градот се дел од еколошката кампања Зелена пролет на општината, која во Тетово беше спроведена и минатата година. Децата од тетовските градинки Младост дел од проектот за почитување на мултикултурализмот. На плоштадот денес тие преку игра, песни и музика на различни јазици покажаа како да се почитуваат етничките, културните, верските и родовите различности. Преку креативни работилници, драми и музика на македонски, албански, ромски и турски јазик, децата и нивните семејства на Тетовскиот плоштад се дружија и покажаа како изгледа успешно функционирање на мултикултурализмот и почитување на различностите на секое ниво. 4 лика од дружината Мила се осмислени како дел од наставната програма за поттикнување на децата на предучилишна возраст да научат како да ги почитуваат етничките, културните, верските, родовите различности, како и различностите што се должат на способности. Şu kızları ne bilirim fakat engelli sandalyede olan çocuklara oynayacağım. Umarım oynayacak birçok oyun bulursunuz. Ана и Марко го слушнаа разговорот меѓу Ениса и мајки, но не разбраа ниту збор. Тогаш Ениса им се доближи и слушна дека зборуваат македонски. Може ли да играм со вас? Јас сум Марко. Јас сум Ениса. Јас сум Ана. На кој јазик зборуваше со мајка ти? Ништо не те разбрав. На турски јазик, како што зборувате вие дома на македонски, така ние зборуваме на турски јазик. Ениса, може да го разгледаме твојата сликовница? Секако. Настанот се реализира во рамките на проектот Воведување на почит кон различностите и мултикултурализмот во раниот детски развој во Македонија, што го спроведуваат Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ и Британската амбасада во координација со општините и градинките низ Македонија. Детската градинка Младост Тетово е вклучена во овој проект меѓу другите 10 градинки, каде што со децата се работа за да они не гледаат различности меѓу себе, како во мултикултура, како и кај децата со посебни потреби. Значи, реализираме овој проект по организација на УНИЦЕФ и Британската амбасада. Овој настан всушност представува еден вид на финализирање на активностите за зајакнување на мултикултурните компетенции кај малите деца, кој започна минатата година во 10 пилот градинки, а е поддржано од канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и Британската амбасада. Целта на оваа програма е да се зајакнат компетенциите кај децата во смисла на тоа да ги почитуваат и прифаќаат различностите, меѓутоа и да ги споделуваат своите сличности, бидејќи ние сме сите различни и слични на некој начин. Истражувањата укажуваат дека колку порано се почне со таков вид на едукација кај малите деца, толку побрзо и полесно се градат тие мултикултурни компетенции и се подготвуваат идните граѓани да живеат во светот на различностите кои на глобално ниво, а за среќа и наша Македонија изобилува со различности од секаков тип. Потенцираме важноста на ваквите активности, честопати активности кои имаат за цел промовирање и почитување на разликите. Честопати се вели па што имаат децата од најмалата возраст со разликите, меѓутоа науката го кажува спротивното. Науката вели дека уште од 2-годишната возраст децата го развиваат својот идентитет и ги перцепираат разликите и затоа е важно да ги ангажираме во активности кои промовираат различноста.
партнерство е проект кој се однесува на мултиетничкото живење меѓу децата. Тоа ние мислиме дека е една многу висока вредност. Мислиме дека децата апсолутно од мали нозе треба да научат дека вредностите на почитта еден кон другите е една животна вредност и сакам да се заблагодарам на УНИЦЕФ за поддршката. 10 градинки ја пилотираат новата наставна програма и учебните материјали кои се базираат на дружината Мила, благодарение на иницијативата на Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ со финансиска поддршка од владата на Обединетото кралство. Маја Иванова, сопругата на председателот Иванов, денес организираше великденски ручек за сопругите на амбасадорите во Македонија. Средбата се одржа во Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, а беше посетен и манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец во село Рајчица. 10 сопруги на амбасадори беа на гости на Маја Иванова, сопругата на председателот Иванов, по повод Великден. Наместо вообичаената практика да ги пречека во Скопје, за прв пат заедно го посетија Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител. Можеше да се види восхита на лицето на моите гости од убавините на овој манастир, од неговата архитектура, од фрескосликарството, од резбата и од духовноста што зрачи од сите страни на ова древно македонско светилиште. Ова го рачунам и како промоција на мојата земја, Република Македонија, со сите неизини културни, историски и духовни вредности. Гостинките беа воодушевени од духовното и природното богатство на регионот. Сега можеме да видиме дека во Македонија сите религиозни верски заедници можат да одржат совмесен мирен живот. Христос воскресе. And to stand here Стоејќи на место со исклучителна духовност и можноста да се видат други места со духовност, како џамии, планини, реки и шуми, навистина представува прекрасно задоволство. Иванова со гостинките го посетија и манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец во селото Рајчица. Актуелните случувања во Република Македонија беа темата на јавната дебата која во организација на Општинската организација на НСДП Тетово синоќа се одржа во Тетово. На трибината пред присутните се обрати и лидерот на новата социјалдемократска партија Тето Петковски. Преку посебен концепт и стратегија НСДП предлага излез од кризата во која се наоѓа Македонија, рече пред присутните на јавната трибина во Тетово лидерот на НСДП Тето Петковски. Тој смета дека како партија чувствуваат потреба да партиципираат во решавање на политичката криза, а очекуваат и вклучување на другите партии. Сметаме дека опозицијата е дискриминирана од тој црн понеделник и исклучена од политичкиот живот. Исфрлена е демократијата, има авторитарен режим и диктатура, а политичкиот живот во државата се крои од еден човек. Затоа чувствуваме одговорност дека треба да придонесеме за излез од таквата хаотична состојба. Оставка на владата и претседателот на државата се само дел од нашите предлози за излез од кризата, рече лидерот на СДСМ Тито Петковски. Сметаме дека како опозиција во Македонија долги години опозицијата практично е дискриминирана. А од 2012 година, од тој црн понеделник на 24 декември, практично е исклучена од политичкиот живот. Но и покрај со исфрлањето на пратениците од парламентот, на новинарите од новинарската ложа, на Македонија е нанесена голема неправда и одземени се многу можности за реално согледување на состојбите во политичкиот живот. Од тогаш сметавме дека власта ќе покрене некои иницијативи кои што одат во прилог на зголемувањето на демократскиот капацитет на државата и решавањето на државните проблеми. За жал, состојбата во државата се комплицира уште повеќе. И со тој потек од 2012 година, со исфрлањето на новинарите од парламентот, сметаме дека демократијата во Република Македонија практично исфрлена од политичкиот живот и дека во Македонија настапи авторитарен режим, диктатура, начело со една мала група
или поточно речено начело со еден човек и една мала група околу него, да се крои политичкиот живот во државата. Темите што ги наметнува опозиција, покрај паѓањето на владата, оставката на владата, знаете дека треба да се направи попис, треба да се ажурира избирачкиот список, треба да се поднесе оставка јавниот обвинител и да се нормализира во рамките на законот работата на Македонската радио и телевизија како јавен радиодифузен сервис на граѓаните. Тогаш, откако ќе се случи оставката на државниот јавен обвинител и јавниот обвинител кој што е задолжен за криминалот и корупцијата, можат да се создадат услови за политички диалог. Петковски се осврни на така наречените бомби кои ги објавува опозицијата, а ги пренеси чекорите кои се планираат со цел промена на владата. И на овие простори, и на пошироко во регионот и во Европа познати се неколку методи. Значи, првото е опозицијата со сите средства да притиска. И ние тоа нема да го оставиме мирен. Како што гледате, засега се вадат сите вулканици на власта со прислушуваните разговори, а следната фаза, веројатно тоа при крајот на овој месец, почетокот на идниот месец, ќе биде доколку ова не вроди со некој плод, нема никаква реакција од владата, ќе биде масовен притисок од улица. Што значи да со константен, перманентен притисок пред владата ќе се бара оставка од владата и се разбира ќе се барат што повеќе сојузници. Како што рече Петковски, премиерот Груевски не прави добро ниту за државата, ниту за партијата, а за да остане на власт, Груевски може да исценира меѓуетнички тензии со раздор во владината коалиција, изјави Петковски. А за да остане премиер, тој ќе ги искористи сите можни средства што му стојат на располагање, вклучително и отварање на нов конфликт со албанците. Ако тоа го спасува, а тој цело време игра на националистичката карта, а му загусти нешто на владата, тој отвара фронт со албанците и тогаш ќе ги повика пак за спас. Само за да си ја спаси кожата. Погледате, мислам, човек не треба да биде многу политички писмен, па да дојде до заклучок дека тој човек и тие луѓе, министерката за внатрешни, другите министри, Ставревски што ги слушате на овие медиуми, немат ни срам ни образ. Немат ни перде, што би рекол нашиот човек. Тие никоја во ниједна прилика не ги негират содржините на разговорите. Не кажува дека се тие фалсификат. Мислам, исказот него. Говори само дека се монтирани разговорите. Значи, тие го признават, автентичноста ја признават на разговорите, на нивниот глас. Ама, дека е тоа монтирано. Па мора да биде монтирано, тама целиот разговор, ако се пушти, тој ќе трае со години, не може сликата да се, реална слика да се стекне што сакале да кажат. Лидерот на НСДП Тито Петковски додаде дека е неопходен и политички диалог меѓу власта и опозицијата за различни теми. Мора во Македонија политичките партии да соработуваат без разлика дали се од власт или од опозиција, се со цел да се спроведе пописот на населението и да се исчисти избирачкиот список, а ако сакаме да имаме правна држава, мора да го смениме јавниот обвинител, изјави Петковски. Продолжува серијалот од така наречените бомби на опозицијата. Денеска председателот на општинската организација на СДСМ Штип Владимир Милошев обелодени снимки од прислушувани разговори. Силвана, мислите ќе бидат у август, класичен упис ќе биде. Значи класичен упис ќе биде у август, кај? Класичен упис у август и ќе тераме работа и да не му се секираш. Се са наши свет таму и ќе изтераме работа. Може да ми вземаше такви, как ги викат, шо има изпити, кај има... Ќе ги вземам се. Какви... Ќе донесам. Смерове, шо има там, шо има. И да видимо ти таквите да ги погледнат, да видат, че ти признаят. Другият парите гледаше? Гледав, председателот на општински има најубав рейтинг. Тој сака за градоначалник, а бе му викам сега, ако бидеш ти градоначалник, ти најди ме носта, лесно е, ама ако не видиш, најубав рейтинг имаш, ел. Од сите други имат по-убав рейтинг. Минус Илчо Захарија, вака, бандит невиден, најак рейтинг има, вака, се крстиш. Да не се кара таму, не е заедни.
Не знам мазно. Значи да го викнуваше денес да ја организира акција. Ма кој бе, тој нашите чиган не се глупија. Глупше. Но се треба да му се каже, значи, иначе 3000 денари по човек бил. 2-3 автобуса да организирано од таму. 70-80 луѓе да се качат, ќе речеме, ќе им кажат се враќаме во недела во 12 во 1 часот или во 3. На Старина ќе им кажам ќе ги задржиме, значи после 7 ќе си дојдат. Ќе нема да гласа. Мите Нико Петров треба да го сотреме, ама Роби малку да го стегне на наша страна, шефот многу се прави независим. Роби, телекабел. Тоа е ѓубре. Тоа е ѓубре, Роби. Али интересно беше како прво сите беа или најголем дел од тие беа онака поддржувачки настроени кон Лигњава и после кога се отворија картите истадна дека најмногу стратешки грешки направи. Да. Така, и што е факт? Не е ништо. Што е факт, што е точно, ја не зборам на памет. Значи јас кога реков, не можеш ти да држиш тема за реформи, а најголемиот проблем у државава е кај тебе и ти да го игнорираш. Практично истиот стил беше и во претходно. И во образование беше исто. Абе јас само што тогаш не стигнаа да се немаше време толку да ескалира работава. Ипак ќе гостувал на кај Миленко. Супер, Миленко денес го читам по Фейсбук, само нека гостува такви емисии, визави колумната на Латас и предходните написи на Зоран Божиновски. Мислам, можеш да замислиш какви вулгарности, вака, ја не ги ни дочитав до крај. Предходно имаше нова серија Офанзива за Мери, и што да ти кажем, нека си гостува таму, супер друштво е. Да. Јас да ти кажам, не одам, што све се сведува, сигде кај што треба како магаре да се работи, јас, сигде кај што треба за сликање хипо. Да, бе, да, и на крајот ќе биде хипо активниот. Да. Телјак не знае што е Куманово, што е Струмица, да ги да. Абе, он не знае која река тече у Куманово. Додека СДСМ продолжува со објавување на аудиоснимките во кои функционери на власта зборуваат за криминали и злоупотреба на власта, владеачката партија ВМРО-ДПМН организира трибини низ Македонија. Немој да спиеш на тоа увоте мовам. Дека некој ќе ти дозволи да играш со безбедноста на државата и на сите граѓани во неа. Па не лидер на опозиција да си, што сакаш биди. И навистина овој човек како да не е свесен што зборува. Не само заради еден куп глупости што ги изнакажа во сиот овој изминат период, туку повеќе и заради фактот што на секој 2 дена тотално спротивни работи говори. Еднаш едно, потоа сосема спротивно. Не е ни чудо што голем број на представници на меѓународната заедница кажуваат веќе нескриено дека овој човек нема елементарен капацитет, ниту морален интегритет да биде лидер на опозицијата. И не е ни чудо што со оваа цела операција ништо не направија, освен што закрвија народ и поставија основ за секаков вид на проблеми и на конфликти. Тоа всушност беше и целта на неговите нарачатели. Ние кажавме повеќе пати и нашиот став е јасен по ова прашање. Треба да има правна и потоа политичка разрешница. Тоа е реалност. Ги гледам како медиумите и невладините кои ги контролира Сорос, истите оние кои со веќе проверени и познати тактики пробуваат да искреираат тензии, па даваат и ултиматуми и повторно закани. Ситуацијата е всушност вака. Освен што си ја дал душата кај нарачателите на сценариото од странство, лицето ЗЗ си ја продал и столицата кај Соровсовиот институт во Скопје и неговите први луѓе и пајташи. Над 100 граѓани се собраа денеска пред Македонската радиотелевизија да побараат јавниот сервис да ги пушти прислушуваните разговори што ги објавува опозицијата. На собирот се обратија градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, Бубо Каров и уште неколкумина граѓани од насобраните. Пред Македонската телевизија се пушта и снимки од прислушуваните разговори. Жерновски рече дека МТВ, иако има законска обврска
не ги посетувала ниту објавувала настаните кои се однесуваат на референдумот за изгледот на ГТЦ. Стојанче Ангелов, кој се обрати последен, истакна дека од македонската телевизија бараат да ги објави разговорите за сите македонски граѓани да ја слушнат вистината и власта да си замине. Јавниот обвинител да поднесе оставка и собранието да се самораспушти, ама пред тоа да формира техничка влада. Независниот синдикат на полицијата ја повика министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да се замине од функцијата. Од синдикатот велат дека откако ги слушнале телефонските разговори што ги објави СДСМ, тие се разочарани од односот на министерката Јанкуловска. Советот на министрите за надворешни работи на Европската унија на заседанието што ќе се одржи на почетокот на следната недела ќе усвои заклучок во кој ќе се изрази сериозна загриженост за политичката состојба во Македонија. Стои во нацрт заклучоците на Советот. Во нацрт заклучокот се вели дека унијата ќе побара одговорност од сите политички фактори во земјата, но ќе ја потенцира и потребата од истрага за содржината на телефонските разговори кои ги презентираше опозицијата. Советот на министри, како што пренесува Нова ТВ, ќе испрати порака до македонските политички субјекти, дека наскоро ќе се наврати на оваа тема, со очекување дека политичката состојба ќе се подобри. Ова е прва реакција за актуелната политичка ситуација во Македонија од вакво високо ниво. Предходно беа опатени сериозни предупредувања дека Македонија може да изгуби препораката за почеток на преговори во извештајот за напредокот кој ќе биде објавен во октомври. Две кражби бележи полицискиот билтен, едната во аптека во Тетово, другата во Свет храм во село Волковија. Вчера околу 19 часот и 40 минути во аптека лоцирана на улица Борис Кидрич во Тетово од страна на непознато маскирано лице било извршено разбојништво над вработена, при што истиот и се заканил, ја удрил со рачка од пиштол во пределот на главата и го одзел дневниот промет од околу 23.000 денари, еден мобилен телефон и уште 470 денари, информира МВР. Извршен е увид на местото на настанот и се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Во точно неутврдено време истиот ден во село Волковија, Тетово, во црковниот храм Света Мина, непознат сторител извршил тешка кражба на тој начин што насилно ја отворил влезната врата, влегол внатре и од пултот за свеќи одзел околу 1000 денари и околу 5 литри зејтин, а потоа го напуштил лице местото. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Да се внимава да не се предизвика пожар при престој или работа на поле и во шумите, апелираат од СВР Тетово. Поради настапувањето на сегашните априлски значително повисоки температури и ризичноста од пожари во реонот кој го покрива, секторот за внатрешни работи од Тетово апелира граѓаните внимателно да се однесуваат ако се движат или работат во поле и низ шумите. Ризикот од пожари се зголемува со оглед на тоа што деновиве во полог започнаа и првите земјоделски подготовки, а далеку пораздвижено од претходно е и низ шумите. Според портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, повод за овој апел се неколкуте шумски пожари на различни локации на тетовското подрачје неделава. Граѓаните да не ги палат отпадоците, меѓите и стрништата на нивите и да не фрлаат неизгаснати догорчиња и опушоци, апелираат од СВР Тетово. На излетниците кои за викендите се почесто излегуваат во природа, им се советува да се воздржат од палење огнови кои неизгаснати брзо можат да пламнат и да се прошират наоколу, а со тоа да предизвикаат и материјални и други последици од големи размери. Сите оние кои случајно или намерно ќе предизвикаат пожари ќе се соочат со поднесоци и законски санкции, меѓу кои можни се и затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и крајни последици, стои во апелот на тетовската полиција. Во координација со другите институции на подрачјето, секторот за внатрешни работи Тетово ќе презема мерки и активности навреме да се пресретнат можните причини за пожари, за да се избегнат посериозни последици кои неретко можат да бидат и ненадоместливи. Утре во спортската сала на основното училиште Гоце Делчев започнува младински финален турнир во одбојка, чиј организатор е одбојкарскиот клуб Бамикор од Тетово. Домаќините, медицинарките, ќе играат против екипата на одбојкарскиот клуб Јанта Волеј од Скопје за прво место во 12 часот и 30 минути. Пред нив борбата за второ и трето место ќе ја војуваат одбојкарскиот клуб Работнички од Скопје
и одбојкарскиот клуб Борец од Скопје. Надпреварите ќе се играат како дел од одбележувањето на 7 април, Светскиот ден на здравието, а во чест на специјалист доктор Раско Митовски, основач на клубот Бамикор. Најмалку 30 лица се убиени и околу 80 се повредени во самоубиствен бомбашки напад во градот Џалалбад во источниот дел на Авганистан. Напаѓачот наводно се разнесол меѓу толпа во главниот град на провинцијата Нангахар. Набрзо потоа била детонирана втора експлозија. Портпаролот на полицијата е цитиран како вели дека повеќето од жртвите се цивили, но исто така меѓу нив можно е да има и неколку полицајци. Представник на талибанците го осуди нападот на Твитер и негираше било каква инволвираност. Иранскиот председател Хасан Рохани остро ја критикуваше Саудиска Арабија, обвинувајќи го Ријад дека обезбедува финансиска помош и оружје за терористи во Сирија, Либан и Ирак. Во денешниот говор Рохани ја нападна коалицијата предводена од Саудиска Арабија, која извршува воздушни напади во Јемен. Предходно иранскиот врховен лидер Ајатола Али Хаменеи изјави дека нападите представуваат големо злосторство и геноцид. Го посадивте семето на омразата во регионот и порано или подоцна ќе го видите одговорот, рече Рохани, обраќајќи му се на Саудиското кралско семејство. Саудиска Арабија го обвини Техеран дека им обезбедува оружје на хути бунтовниците, а Иран тоа го негира. Полицијата во Австралија вели дека тинејџери инспирирани од екстремистичката група на Исламската држава планирале голем терористички напад во Мелбурн. Полицијата соопшти дека 5 мажи на 18 и 19 годишна возраст денеска биле уапсени во градот, бидејќи планирале да извршат напад следната недела, кога треба да се одржи церемонија во Мелбурн во чест на австралиските армиски сили кои се бореле во Турција за време на Првата светска војна. Владата на Австралија го зголеми нивото на предупредување за тероризам во земјата, како одговор на заканите од домашните поддржувачи на групата на Исламската држава. 5 мина се убиени во Јоханесбург при неколкунеделните ксенофобични напади во Јужна Африка, соопштија денеска јужноафриканските власти. При протестите синоќа полицијата морала да постави силна заштита за да ги обезбедува продавниците на странците, кои работат и живеат во оваа земја на југот од Африка, бидејќи демонстранти ги напаѓале и уништувале продавниците на странците. Демонстрациите продолжија и денеска, кога полицијата употребила гумени куршуми за да ги растера демонстрантите, меѓу кои најсилните биле вооружени со мачети. Странските имигранти во најголем број од Африка, како и од Азија, почнаа да доаѓаат во потрага по работа и подобар живот по соборувањето на апартхеидот во 1994 година. Времето денес беше сончево и топло, попладне со развој на локална нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 6 до 12, а дневната од 15 до 23 степени. Утре не очекува променливо облачно и посвежо време попладне и во вечерните часови со повремен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 2 до 5, а дневната од 7 до 12 степени. На крајот на овие вести ни останува да ви посакаме пријатна вечер и пријатен остаток и од овој викенд.